Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш до сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден, а јас сум вашата водителка Ели Деспотовска. Во овој втор дел имам прекрасни гости, кои што со задоволство ќе ви ги представам и знам и сигурна сум дека ќе ви го разубават и на вас и на нас денот. Бидејќи во прашање се само убавици еден мистер. Значи, моите гости ќе се ги представам вака со ред. Ајде ќе започнам со организаторот на оваа манифестација, Славица Панзовска. Добро утро. Добро утро. До неа момчето е Благоја Петларски, кој што е мистер Универзум, така? Да. Добро утро. А ова убавица во средина е Андреја Марков, мис Универзум. Добро утро. Добро утро. А ова момченце до мене е Алек Роберт, мистер Топ Мода. Добро утро. Добро утро. Како сте? Убаво. Ми изгледате прекрасно, ми изгледате многу убаво. Во прашање е изборот кој што се одржа во петокот, мислам, 8 април, така, Да, Славица? да, во петок. Да, во Центарот за култура. Точно. Избор на мис и на мистер на дечиња, кој што навистина беше една прекрасна манифестација и многу ми е драго што не се сеќавам кога последен пат имало организирано нешто слично на оваков избор. Сега, вие како организатор, ме интересира како воопшто дојдовте на ваква прекрасна идеја да организирате избор за дечиња. Добро утро пред се, повторно. Пред се беше идејата тие да се забавуваат и со оглед на тоа дека кај нас поточно во Куманово мис за деца е долго веќе заборавено. Да. Не се сеќавам кога бил организиран. Точно, со оглед на тоа дека јас сум член во Panther Models, добивме неколку лиценци за Little Miss за избори надвор од нашава држава и така да се собравме околу 20 деца и се забавувавме. Дали беше тешко да се организира, да воопшто да се започне еден ваков тип на организација? Со оглед на тоа дека се работи со деца, прилично беше тешко. Така. Али со тоа дека работевме со полна пара, мислам дека успеавме. Стигнавме до една идеја која ни беше замислена. Да. Добро, изборот траеше еден ден, така? Да, еден ден. Добро, за секој избор, за секоја организација си носи финансиски потешкоти, проблеми. Дали ви требаше многу пари за да се организира нешто вако? Секој старт е тежок, така. Да. Имавме неколку спонзори, да, али од помош на родителите, од спонзорите, секако во пресрет ни излезе и К3 телевизија и Дом на култура и така. Со оглед на тоа, јас имам податок дека вие сама го организиравте се во ова. Точно. Тоа е за една голема пофалба, нешто што навистина вие сте една млада личност која што презема на себе една ваква организација и излезе многу убаво со оглед на тоа што знам дека ние го покривме тоа што се вели медиумски. Да. И многу ми е криво што еве сега немаме материјал, немаме никаков прилог, но добро. Сепак на времено нашата публика беше известена и ги информиравме и пуштивме истинки. Точно, и социјалните мрежи беа информирани. Да, и се она што се случуваше и пред и после манифестацијата и додека тоа траеше. Така да видовме дека навистина имаше многу публика, имаше задоволни дечиња и дечињата беа презадоволни, сето она додека се случуваше. Сега во последно време во Македонија постојат некои такви шпекулации за организации на мис Универзум, не знам, за лиценците. Како оди со лиценците? Кои услови треба да се исполнат за да се добие лиценца за еден ваков избор? Па со оглед на тоа дека Panther Models е агенција која веќе со години работи со такви лиценци, како членка таму ми ја дадоа функцијата да работам јас со деца. Во ноември лично јас бев во Кина, каде што таму ја представував јас Македонија. Така да од една Кина се отворија врати за избор за мали деца. Добро, на каков избор сте биле во Кина? Избор за мис Шерити. Така. Да. Кога било тоа? Во ноември 2015. И што се случи на тој избор? Ништо, имаше баш полно, до 80 девојчиња имаше од разни земји. Така да
од една кина се отворија врата децата да учествуваат од нашата држава, да бидат дел од такви манифестации, што е голем успех. Беше интересно, беше и Да. како ново искуство, наистина, нели? Точно, точно. Да. Добро, ајде сега да започнеме со нашите гости. Ајде да видиме со дамата, да започнеме со оглед на тоа што дамите секогаш имаат предност. Така ли е? Момчиња, така е. Андреја Марков е мис Универсум. Андреја, колку години имаш? 6. 6. Каде учиш? Во школа браќа Миладиновци. А Андреја ни кажа, учи во Куманово, а каде живее? Во Неготино. А родена си во Неготино? Не, тука. Тука, а живееш таму. Да. Добро. Каде ти се допаѓа повеќе, во Куманово или во Неготино? И на двете места. Помалку и таму, помалку и таму. Да. Добро. Ајде, Андреја, кажи ми ти, кој ти даде идеја да се пријавиш ти за овој мис? Мама или кој? Па мама. А ти сакаше или Па и јас сакам. сакаше да пробаш, не? Да. И какво беше чувството кога излезе на пистата таму пред луѓето? Малку се срамеш и... Се срамеше малку? Да, Ама ти беше интересно, нели? да. И кога ти аплаудира, и кога го повикува твоето име, нели задоволството беше многу убаво. Да. А самиот момент кога беше прогласувањето, дали очекуваше да победиш? Не, а? А не знаеше ништо пред тоа? Никој не ти шепна дека ти ќе бидеш мис? Мама ми кажа дека ќе ме запише. Дека ќе те запише? Да. А кога се прогласи, кога требаше да се прогласи која е најубава, ти очекуваше ли дека ќе бидеш? Не, Не, а? Не знаеше? не. И кога кажа дека си најубава, Па, се изненади. да. А дали стварно си најубава? Дали стварно беше најубава од сите девојчи? Не знам. Добро, Андреја. Ајде да видиме со мистер Благоја Петларски. Благоја, колку години имаш ти? Јас имам 10 години Каде учиш? во школата Кочо Рацин Добрашане. Добро. И за самиот избор. Кој те пријави и те натера да учествуваш? Мене ме натера мајка. Добро. И ти во почетокот сакаше или не баш? Па сака, да. Сакаше да пробаш, да? Да. Дали има желба да бидеш манекен, дали тоа те повлече? Да работиш како манекен или сакаше мистер? Па Сакаше да пробаш? да. Да видиш. И кога беше првото излегување, како се чувствуваше? Прв пат кога те најавија, како Имав малку трима, но не дозволува да се гледат. точно. Ете, тоа е вистински професионалец, наистина. И после? Вистински мистер. Вистински. Да. И после тоа, колку излегување имавте? После тоа имавме уште едно излегување. Добро, Тоа беше ивнинг. добро. И после тоа беше прогласувањето? Да. Во каква гардероба излегувавте? Тоа беше ивнинг, тоа вечерно излегување во вечерна гардероба, така? Да. А првото излегување во што беше? Јас бев во... Кежуал стайл. Добро. Првото? Јас бев вака во ова облика. Добро. Значи, во послободен стил, да кажеме, првото излегување, второто во вечерна гардероба, да кажеме, или така, по-елегантен дел. И третото излегување, прогласувањето, нели? Да. Дали очекуваше? Не. Не ти кажа некој дека ти ќе победиш? Не. Не, а? Добро. И со третиот наш гостин, ова прашање е Алек Роберт, кој што е мистер топ модел. Да. Како си, Алек? Добро. Колку години имаш ти? 8 Каде учиш? во Крсте Мисерков, 3 Б. Добро. Кој ти пријавите? Па мама. Мама, тато, тета, некој. Така? Ти беше интересно, сакаше да учествуваш или се размислуваше малку? Па се размислував и на крај одлучив да... Да учествуваш? Да. Како беше чувството? Твоето искуство какво е кога излезе прв пат? Па кога излезов, луѓето ми ја Аплодира, и ти дава подршка. дава и јас тремата што ја имав во себе Се изгуби, немаш. немаше трема затоа што сум многу пати искачал пред сцена. На вистина како?
Од модерен танц, Аха, ти си член, модерен танц. ти си танчер. Браво. И кога искочив, малку имав треми. Добро. Тоа е позитивно. И се вратив Добро. и И после одеше второто излегување, така? второто, И второто беше малку полесно, нели? да. И кога те прогласија? Па и јас не очекував дека ќе победам. Така ли? И се чекав момент кога мој друг Благоја го зема пекарот, još едно дете беше до мене и ние сме зборувавме се кој ќе победи и на крај кога мене кажа, јас се изненадив. Значи, не веруваш дека си најубав? Не, Дали имаше поубави момчиња од тебе таму? Или не? па имаше 3 момче. Дали беа поубави? Или не? Па не знам. Во секој случај, кога ти си избор, значи ти си најубав. Така ли? Најубав во смисол за титулата топ модел. Значи, го имаш таа што топ моделите и манекените, машките треба да го има. Добро, ајде јас предлагам тука некаде да направиме една пауза музичка, да ги одмориме нашите гости, после кое што продолжуваме со разговорот. Јас ти викам, ти така само стој, Што смирено, бе, што смирено? Добре, за тоа е добро ти живееш. Ти ти режисер, ти Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ. Што му можат лавини, полне со убавини. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало место убаво. Човек твој е брат, има само еден пат и по него оди ти, таму нема граници. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало место убаво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој
секој го снима својот филм, како што вели Даниел Камаковски, и Даниел Камаковски имаше некој свој филм и си го оствари, нели? Сега вака, оно што е многу убаво интересно, што се однесува до нашите дечиња, е што ова победа значи заминуваат подалеку, заминуваат на избор. Еден избор е во Грузија, еден во Чешка, сега ќе подобјасниме каде кој избор ќе се одржи. Во Чешка е изборот за Little Miss, така за и мистер, за дечињата. Мис универзум. Таму изборот е Little Miss и Мистер Топ Модел Интер Брилијант. Добро. Има пријавено 26 деца. Со Алек тргнуваме во четврток таму. Во кој четврток сега? Сега во четврток, да. Се спремаме. Алек спрема една тачка талент, хип-хоп. Навистина? Инаку, да повториме дека Алек е нели танчер? Значи, знаеше да играш прекрасно. А сега треба да подготвиш и точка музичка. Така? И тоа? Да го представи својот талент таму. И од друга страна е мистер Топ Модел. Навистина, детево е сестрано, талентирано од многу области. Точно. И знае многу убаво да црта, исто така. Оди на ликовна секција. Одлично. Баш има многу таленти во него. Така. Значи, каде точно се одржува изборот? Изборот е во Подебради, во замокот во Лиса. Таму ќе биде главната вечер, ивнинг, прогласувањето на победници. Вака целата програма е ќе одиме низ Чешка, Прага, Зоолошка. Колку дена сте таму? 5 дена. На кој ниво е тој избор? На балканско, на источно европски, каков избор е тој? Поточно не знам да ви кажам, али мислам дека се работи за балканско ниво. Добро. Има 26 деца пријавено, Одлично. од кои од Македонија само Алек представник. Така. Така да одиме да победиме. Значи, одговорност уште поголема со оглед на тоа што си државен представник, ја представуваш Македонија. Вакви убави, млади, успешни луѓе, навистина си вистински представник и со оглед на тоа што си од Куманово. Мислам, подобар представник не може да се најде. Нели? А колку денови реков сте таму? 5 дена. Добро. Една вечер е изборот, така? Една вечер тоа е. Па вака, сите 5 дена ќе имаат некоја активност, каде што првиот ден е фотошутинг, имаат некоја сесија, вториот ден е талент тачка, што ќе Алек ќе не представи со некоја негова изведба од хип-хоп. Добро. Третиот ден нешто слично така. Слободни активности. Да, точно. И четврти или пети ден, не знам точно, е ивнинг вечерта. Тоа е изборот што е. Точно, каде што ќе се прогласи победникот. Дали има одредена граница од колку години треба децата да се пријавуваат и до колку? Од 4 до 16 години. Значи и околу 16 години има дечиња, Да, и има. повозрастни од нив. Да. Дали имате организирано што ќе облече првиот ден, вториот на настапот на кој што е со гардеробата, како се организира? Па тоа може Алек да ни каже, бидејќи Алек е пресреќен и да, и пред некој ден се комплетиравме со народната ношња. Ајде, Алек, да те слушнеме. Што имаш испланирано за твојата гардероба? Како ти се поделени деновите? Во првиот ден. Што имаш испланирано кога треба да те фотографираат со оглед на тоа што си топ модел, сигурно ќе те фотографираат, ќе имаш твој настап. Па бела кошуја. Добро. Кравата сега што ја носам. И панталони со бело-сиви. Така. Добро, значи се тоа окомпонирано за тој ден. Потоа? Другиот ден ќе носам... Другиот ден Талентот на настапот. Да, по хип-хоп. Да. Веројатно во хип-хоп варијанта ќе бидеш облечен, така? Да. Ќе имаш капче или не? Па ќе имам едно бело капче, ако мама најде. Ако мама најде. А тоа мама ти комбинира се? Се Но мама. во секој случај со тебе во договор. Да. Значи не може само мама како сака, ти како мислиш дека би требало. Да. И мама И- ќе не биде наш придружник таму. Така ли? Па сигурно мама. Мама секогаш треба да биде тука како подршка. И настапот на прогласувањето на таа вечер? Па настапот ќе биде хип-хоп. Добро, тоа е вториот. Кога се талентите во прашање, а всушност ивнигот кога ќе биде прогласувањето што се нарекува, за каква носија станува збор? Па за народна носија. Така? Од нашето поднебе, од Куманово Точно, доаѓа да. Така.
И како изгледа? Па има една бела кошуја, црвено едече, црвен појас, Така. овде едни такви како кратки панталони, Да. Машката носи. И овие, на нозе, опинци носиш или не? да, Да. и тие црвени, Чорапи тие што се до тука, до колената, Да. тие плетени, така? Да. Добро, а на главата? а на главата ништо не Добро, одлично. Значи, ти се допаѓа ли да се облечеш во носи? да, Интересно е. да, Сепак ти ќе бидеш представник на Македонија, тоа е една голема чест, едно многу големо задоволство да не представиш таму во светот, во нашата македонска носија. Од друга страна да им покажеме навистина колку сме убави, нели? И колку сме талентирани. Да. И драго ти и се радуваш што ќе одиш. да, пуно се радувам. Па сигурно, како не. Добро. Вториот надпревар поточок, каде? Вториот е во Грузија, таму наши представници се Андреја и Благоја, значи тие заедно ќе одат. И А кога се оди? Кога е тој настап? во мај, 31 мај, поваѓаме тога. Добро. Колку дена е тоа? 7 дена. Каде поточно? Во кој град е? Во Тбилиси, така мислам беше. Да. Тбилиси, да. Добро. Сега да ги прашаме и нив. Ајде да почнеме од Благоја. Благоја, како си организиран ти за тие неколку дена? За обликување, за гардероба, за однесување, дали се подготвуваш нешто посебно, нели? А би требало. Немам нешто посебно. Се уште ништо не ти е во план, нели? Да. Додека да Се поминеш уште е рано. Се уште е рано, па да. Додека да се заменим уште време, нели? Да. Добро. Добро, ајде сега да видиме, јас мислам дека Андреја има многу повеќе нешто да ни каже. Ајде Андреја да видиме како ти е теби спланирано. Па едно фустанче што ќе биде напред кратко, а позади долго. Каква боја е? Па мислам дека ќе биде тегет или кремасто. На нозете ќе носам штиклички. И... Штиклички? Да. А дали знаеме да одиме на штиклички? Да. Одлично, како мислица тоа би требало да знаеме, нели? Добро. Друго? Па за вториот пат за талентот не знам што ќе носам. А каков талент ќе покажеш ти таму? Па не знам на која песна е. Ќе пееш? Не, ќе играм. Ќе играш? Да, А знаеш да играш убаво? знам. А на... Сепак е не спремат, имаме учителка која ќе работи со Андреја, да бидеме таму спремни. Сигурно. Сигурно во секој случај, но јас мислам дека Андреја воопште нема трема, така да таа ќе знае на најубав начин да не представи. Нели? Да. Добро, а за другите денови нешто посебно имаш ли од гардероба така подготвено, нешто по... Па Со оглед на тоа што и самата рече дека ги имаш гледано звездичките на Грант, Да. па од тука некои фустанчиња, некои костимчиња се многу интересни. Па, дали од тоа фустанче од Ника таа го носи тоа фустанче што е напред кратко, а позади долго. И тебе многу ти И, се свиѓаш. да, и горе има една машна таква со розе и црно, ама јас може ќе носам тегет машна. Бидејќи треба да биде балска. значи Единчето треба да биде, фустот, да, како баш балско. Значи тоа е по дрес кодот таков треба да, Да. ви настапите се Да. така. И баш во штиклички. Во штиклички, на шминкање. Да, машките нешто во дела, така. А дали девојчињата треба да бидат нашминкани или не? Дали се оди на тоа или не? Не, ипак Не. се тие деца. Да, со оглед на тоа што претпоставам дека изборите дали се дали е воведено дека мора да се нашминкани, пак сепак и точно дека е таа мислица, но шминката сепак не треба да биде обавезна, нели? Точно. Добре. Сега вака, она што е многу убаво за нас што не представуваат дечињата на два избори е многу голема благодарност до вас, до организацијата, со оглед на тоа што уште подраго ми е што нема други представници од Македонија. Значи, најголемата одговорност и тежината на целиот настан се остава на вас. Како е вашата организација за патувањето, за превозот, за
се она што се однесува од тука да се организирате и да се заменете таму? Па работам со помош на родителите. Тие ми се најголема поддршка, бидејќи јас навистина сум млада, сета одговорност јас самата да ја земам. Да. Така најголема благодарност до самите родители што секогаш се со мене за било што консултации, Така. работиме баш заедно. Со оглед на тоа што и родителите ќе си одат со дечињата, Точно, сепак да. се дечиња, сепак се деца без родители. Па и тоа е нивната најголема поддршка. Да, сигурно. Добро, а јас мислам дека тоа е она што всушност и сакавме и да се пофалиме и да ви известиме сите вас и да ви кажеме се она што се случува, што се однесува до нашите мистери, нашите мистици, нашите топ модели. Навистина имаме дечиња, а некако минатиот месец не помина во едни интересни настани во кои што дечињата не почестија, како од спортот, како од културните настани. Навистина, нашиот град издобилува со таленти од сите можни области. Дали е спорт, дали е пеење како Мартија, дали е игра, дали е да кажеме Спејко кој што ни победи, дали е Оливер кој што беше еден од учесниците на Гранд звездите, нели, на стапите емисиите кои што ги следиме на Сител. Така да, имаме преталентирани деца. И многу ми е драго што еве вие како организатор се вложувате и ги покажуваме дечињата. И се надевам дека оваа манифестација би требало да продолжи. Дали во иднина би можеле да се нафатите, да кажеме, со продолжување на еден ваков настан? Да, веднаш, значи, кога се враќаме од Чешка, работиме на еден проект, каде што мислам дека во мај повторно ќе има избор за мис, затоа што имаме лиценција за избор во Бугарија, јуни, јули и август. Така да се надевам дека повторно ќе имаме организирано. Ова е Мис Универзум, исто е тоа насловено е како Мис Универзум или како? Не, мислам дека е Little Prince and Princess. Така. Да. Добро. А дали на ниво на нашиот град традиционално и следната година, да кажем, ова време ќе се организира ваков избор? Се надевам дека да. Да. Добро. Јас ви пожелувам, почитувани мои гости, сакам повторно да ги кажам, значи, нашата мисица, Мис Универзум е Андреја Марков. Андреја, ти благодарам што ни гостуваше. Со оглед на тоа што беше малку рано, јас се надевам дека не ви е многу рано што станавте. И пред да се поздравам со сите вас, само сакам уште по нешто да ве прашам. Еве ќе почнам од Алек. Алек, дали ја чувствуваш твојата популарност помеѓу другарите во училиштето? Да. Дали има повеќе девојчиња од порано? Па да, сега повише девојчиња имам за пријател него машки. Ова е многу убаво нешто што се однесува до популарноста, нели? Да. Ова е најубавиот дел. А тебе тоа ти годи и ти одговара, нели? Да. А што многу машки за пријатели? Па не ти треба многу машки. Девојчињата се, нели? Така? Браво. Значи, кај тебе, Андреја? Дали имаш повеќе пријатели, машки? Па повеќе имам другарки, они ми помагаат во боењето, ми помагаат за да не заврши одморот и ја да си добам во боенка. Добро. А сега како си популарна, сега кога веќе си мисица, дали имаш машки другари повеќе? Па имам некој. А дали имаш некоја симпатија? Па немам од таму, само имам од Неготин. Имаш што? Од Неготино. Во Неготин имаш симпатија? Да. А за тоа ти сакаш да одиш повеќе во Неготино, така ли? Па таму повеќе учиме тука, повеќе ни кажуваат приказни. Да? Повеќе учиме задачи со минус, со плюс, со... Добро. А во Неготино е поубав тој дел, нели? Па таму повеќе учиме, повеќе... И таму имаш симпатија? Па, да. Да, од таму е. Затоа и поубава. Ете така. Добро. А Благоја?
Како е твојата приказна? Дали во Кочурацин сега веќе си популарен? Сега веќе си мистер? Го чувствуваш ли тоа? Не баш? Да. А настанеците како реагираат? Дали има повисоки оценки за тоа што си мистер? Да си бараш, Благоја. За тоа што си мистер треба да имаш повисоки оценки, нели? Еве, денеска сте отсуствувате од училиште, со оглед на тоа што имаш јавни настапи, и така да, овој тип е многу интересен, нели? Не одиш во училиште, мораш да одиш во телевизија, имаш настап, и тоа мора да си има разбирање, така ли? Добро. Ајде, јас ќе ги најавам повторно, значи, Мис Универзум, мисицата е Андреја Марков, Благоја Петларски е мистер Универзум и Алек Роберт е мистер Топ Модел, а организаторот на цела оваа манифестација е Славица Панзовска. Јас ви благодарам на сите вас уште еднаш, ми беше многу драго што се запознавме и се надевам дека нашата публика и ве забележа, ве запомни која е нашата мисица, кој мистер и Топ Модел. Славица, ви благодарам што одвоивте време, знам дека имате многу обврски, знам дека не е лесно сепак се во ова да помине ни за нечија организација и работа. Но како и да е, со децата е големо задоволство да се работи, колку и да дечињата се темпераментни, да знаеме како се стават децата мирни и колку всушност може да се. Точно. Благодарам и на вас што не поканивте да бидеме ваши гости тука. Пред се децата беа пресреќни што ќе дојдат, што ќе бидат гости и сепак тоа е нивно прво искуство пред камери. Така да мислам дека беше се како што треба. Сигурно јас навистина сум пријатно изненаден и морам да кажам дека Андреја е мисица и едно младо девојче кое навистина е родено за на сцена, кое и знае да се однесува пред камера и воопшто нема трема, таа знае се да ни каже, таа се знае да објасни, така да велат талентите се од малечки како што еве и ги имаме талентите кај нас. Што се значи децата самите си се издујуваат и талентот си излегува на виделина таков како што е. Инаку многу ми е драго што ви има во студиото. Јас се надевам дека ќе се видиме повторно кога ќе не се вратите. Еве првин оди Алек, така? Точно, да. Кога ќе не се вратите повторно ќе се видиме и ќе ни донесете со победа. Сигурно, значи одиме да победиме, нели? И да ги собереме наградите кои што се со оглед на тоа што ќе порачате во телевизија ни рекоа без награди да не доаѓаме. Јас морам да соберам награди, така ли? Ќе не гостувате, ќе се видиме по настапот со Андреја и со Благоја пак ќе се видиме сигурно, така да кога ќе прошетат дечињата, ќе ни дојдете пак, ќе се подружиме и ќе видиме како си поминале. Ви благодарам. Ви благодарам на вас. Се најубаво честитки, се гледаме до следната прилика, а почитувани гледачи, јас се надевам и сигурна сум дека вакви убави и ексклузивни гости само ние можеме да ги имаме и дека многу е убаво кога со вакви позитивни и убави настани го започнуваме денот и ова работна недела. Доколку не успеавте да го следите ова издание од почеток или пак до крајот, репризното издание оди утре во попладневните часови со почеток од 15 часот и 10 минути. До тогаш имајте убав, пријатен работен ден.